Здраво на сите, добре дојдовте на онлайн предавањата по биологија за 4-та година, гимназиско и средностручно образование. Јас сум Александар Алексовски, професор по биологија во Средното стручно училиште Марија Кири Склодовска. Бидејќи е ова прво предавање, прва лекција, би сакал за почеток да ги поминеме темите кои што се предвидени за биологија 4-та година и да видиме со што треба да се сретнеме во следните лекции. Теми: цитологија, молекуларна биологија и генетика, размножување кај организмите, регулација на органските системи, еволуција и екологија. Сите теми ви се повеќе или помалку обработени од 1 до 3 година. Ке речеме дека сега ја правиме една вид на повторување, можеби малку продлабочуваме со некои информации и се спремаме за предстојната државна матура, нели, како биологија еден од задолжителните изборни предмети. Се надевам дека ќе одберете биологија за полагање, нели сепак ви е омилен предмет. За почеток, денес ќе зборуваме за вирусите. Некако по правило секој се почнува со вирусите во учебниците по биологија. Станува збор за интересна структура, особено експлоатирана сега со коронавирусот и со епидемијата што ни се случува. Дадени се само, нели, околу нас слушаме само негативни коментари и мислења околу вирусите, но еве да видиме од една друга биолошка страна што е тоа вирус. Што имаме денес да сработиме, односно обработиме? Ке знаеме, односно ке научиме основите за градба на вирусот, ке знаеме да објасниме како тоа вирусите се мултиплицираат и размножуваат и на крај ке спомнеме нешто, односно ке знаете да кажете некои од бенефитите кои што може да произлезат од вирусите. Најпрво сакам да направим една ваква споредба. Програмски вирус versus биолошки вирус. Програмски вирус тоа се оние вирусчиња кои што се различни, нели, имиња кои што ги напаѓаат нашите компјутери, мобилни телефони, уреди и знаат да направат ршум, целосно да го, дури на крај целосно да го уништат апаратот. Еве, сакам да направам една споредба помеѓу овие две форми. Првата е за програмските вируси. Станува збор за мали прости програмчиња. Мали прости во наводници, нели? Обично така ги кажуваат информатичарите, но навидом се прости, тие се прилично сложени и опасни. Знаат да се вметнат во нашиот систем, во нашиот компјутер, во нашиот телефон незабележано, обично е прикачен за некоја информација. Отвараме нешто, ни стигнува порака, ни стигнува мејл, отвараме мејлот, натре смајли со едно раче вака ни мафта и веќе почнуваат проблемите. Лесно се инфилтрира во фајловите, се мултиплицира во фајловите, предизвикува паѓање на програмите, губење на фајловите, копирање, криење, па на крај дури може да настани во наводници смрт на уредот. Но еве и најопасниот дел од вирусите знаат да ги искористат сите наши врски, дали се тоа мејл контакти, дали се пријатели на Facebook Messenger и да се препрати вирусот кај нив и да се инфицираат нивните уреди. Сличното се случува и со биолошките творби, вирус, исто така се сметат за проста форма и тоа е повторно во наводници, се инфилтрира незабележано во форма на честичка или некоја партикула. Одбранбениот систем нема да успее да го забележи, нема да го собере и уништи, ќе се инфилтрира во клетките, нели, клетките домаќини и ќе почне да се мултиплицира. Тоа мултиплицирање ќе значи појава на симптоми, болест, па може дори да заврши со смрт и конечно, повторно истата шема, ги користи ресурсите на телото за да може да се расшири на други организми. Кашлањето, кивањето е еден од начините како вирусот ќе не натера да ги исфрлиме новите вируси од нашето грло и нос и да ги заразиме другите луѓе. Чешањето и сипаниците, например, тие малите брумчиња, се всушност извор на вируси од сипаница, нас не тера да се чешаме, со чешањето ги ја кинеме кожата и ги шириме во околината. Очигледно станува збор за, нели, еден така интересна творба, не можам да кажам организам, бидејќи станува збор за неклеточна творба.
Кратко за градбата и структурата на вирусите, што треба да ја знаете во секое време, станува збор за неживи форми, неживи облици, бидејќи немаат клетка, по дефиниција, нели, клетката е основна форма на живот, и се наоѓаат помеѓу живите и неживите форми. Димензиите им се во нанометри, тоа е негде 1 милиардити дел, 1 нанометар е милиардити дел од 1 метар. Чисто за информација или како споредба, бактериофаг, капсидот на бактериофагот има димензија од 60 до 90 нанометри. Бактериофаг е вирус кој што напаѓа бактерии, ќе во следните слайдови зборуваме за него. И може да сретнете термин вирон. Вирон значи слободна вирусна честичка или слободен вирус, или исто значење. Еве сега нешто и за градбата на вирусите. Не се комплицирани по градба. Од што се изградени? Изградени се од капсид. Капсидот е протеинска творба, која што може да има најразлична форма и изглед, и за задача во оваа протеинска капсула, кутија, како сакате наречете ја, е да ја заштити нуклеинската киселина, односно генетскиот материјал на вирусот. Капсидот е изграден од протеини, делчиња, протеински делчиња кои што се нарекуваат капсомери, ја прават целата таа творба на капсид. Овде на сликата фино се гледаат, нели, различно обоени капсомери, сите заедно даваат капсид на денга вирус. Денга вирус ќе го оставам вие самите да истражите, нели, за како вирус станува збор и какво заболување предизвикува. Нуклеинските киселини од друга страна може да бидат две форми: ДНА и РНА. И така се делат вирусите: ДНА вируси, РНА вируси. Никогаш, ама никогаш нема да се случи во ист вирус да има две од двете нуклеински киселини. Значи, или се ДНА вируси, или се РНА вируси. За вас останува дилема да видите и да истражите што значи тоа ретровирус. Ретровирус, како поим ќе го сретнеме, ретровируси ќе ги сретнеме секојдневно. Бактериофаг, веќе кажав, станува збор за вирус кој што напаѓа бактерии. Вирус кој што е многу интересен и специфичен на изглед. Мојата внука, која има 6 години, додека ја правев презентацијава, ја виде сликава и прокоментира што е тоа како пајаче роботче. И точно така, има прилично вонземски изглед, прилично интересен изглед, како мало роботче машина која што има за задача да стигне до клеточната мембрана и да ја пробие и да ја вметне својата содржина. Од што е изграден еден бактериофаг. ДНА молекула која што е скриена во капсидот, глава на вирусот, во која што е сместена ДНА молекулата, врат на вирусот, обвивка, има основа или подножје и ножиња или влакненца на прикачени на целата таа творба. Во основата или подножјето на бактериофагов кој што го гледаме, има скриено игла творба, налик на игла, сакам да ја кажам како игла, личи како шприц целата структура, за да ја пробие клеточната мембрана и ја вметне својата ДНА внатре. Еве тоа како изгледа веќе на следните слайдови. Прво одиме општо, а потоа ќе ви објаснам и со слики. Размножувањето кај вирусите генерално е во два циклуси, може да биде во два циклуси, или е литички, или е лизоген, или постои можност од лизоген да преиде во литички. Ќе го објасниме со слики. Чисто го отварам слайдот за да имате, нели, во предвид кога ќе ја слушате видеолекцијата, да стопирате и да подпрочитате. И еве како изгледа со слики. Стигнува бактериофагот, гледате каква една структура роботеста, со ножињата се прикачува за клеточната мембрана, се притиска и од телцето излегува таа игла што ја нареков претходно, ја пробива клеточната мембрана и ја испушта својата вирусна ДНА внатре во бактериската клетка. Во бактеријата веќе има ДНА, но таа е бактериска ДНА и сега има уште една вирусна ДНА. Сте учеле молекуларна биологија, чисто ќе спомнам, ќе работиме и ние во 4-та година и молекуларна биологија. Нуклеинските киселини имаат особено афинитет да се лепат помеѓу себе, односно да се вклопуваат во една во друга. Така да, вирусната ДНА во следниот момент ќе влезе во бактериската ДНА и ќе стане интегриран дел од нејзе. Штом ќе стане дел од бактериската ДНА,
вирусната ДНА ќе почне да дава информации за, односно ќе транскрибира и ќе дава информации за синтеза на вирусни протеини. Една од можностите е литичкиот циклус, односно клетката бактериска целосно ќе биде преземена од вирусната ДНА и ќе создава само протеини за нови вируси и нови ДНА вирусни молекули кои што ќе се спакуваат во еден нов вирус. Нормално клетката би требало да создава протеини, јаглехидрати или што и да е, за да се спрема за проста делба и размножување. Во овој момент вирусот ја презема целата функција и бактеријата создава се по насока да создаде нови вируси, заборава на својата основна примарна цел да се дели на нови бактерии. Вирусите ќе се спојат, ќе настанат многу нови вируси, клетката ќе пукне, ќе умре, тоа е литички циклус, и ќе се ослободат вируси кои што ќе заразуваат нови бактериски клетки, во овој случај бидејќи станува збор за бактерија. И лизогениот циклус, гледате што се случува, станува заспана ова вирусна ДНА, бактериската клетка си се дели, но кога се реплицира молекулата на бактеријата, односно молекулата ДНА на домакинот, ја реплицира и вирусната и едноставно на тој начин ја шири во други бактериски клетки без да предизвика смрт на бактеријата или било каква активност. Во одреден момент нешто може да активира оваа вирусна ДНА скриена, заспана во бактериската клетка и да лизогениот циклус одеднаш запре и се повторно вклучи и стане литички, односно доведе до смрт на бактериската клетка. Ова се двата циклуси кои што се карактеристични за вирусите за размножување. За вас дилема, размислете кое заболување се појавува кај нас од време на време, без да знаеме од каде и што, и ќе ни даде еден симптом кој што е многу очигледен на нашето лице. И размислете за каков вирус станува збор. Одиме понатаму. Значење на вирусите. Се изнаслушавме се и се што дека се опасни, смртоносни, досадни, ни го поремети животот и така натаму, но еве што се можат вирусите да ни дадат. Се знае и се прават истражувања, има докази дека вирусите се едни од основните двигатели на целата еволуција, бидејќи го менуваат ДНА кодот на живите организми. Може да се користат во генетски инженеринг. Има начини на лечење, да речеме, на хемофилија. Станува збор за фаличен ген за еден протеин кога треба да коагулира крвта. И сега што прават научниците? Вадат матична клетка од коскејната срж и ја инфицираат со вирус на кој што претходно има прикачено здрав ген за тој протеин од здрав човек. И вирусот им ги инфицира матичните клетки и го внесува здравиот ген во геномот на матичната клетка. Потоа матичната клетка продолжува да се дели и да дава тромбоцити кои што ќе бидат способни да прават коагулација. Тоа се некои нови начини на лекување, тоа е во развојни фази и е многу интересно, но дава големи можности за медицината понатаму. И секако ќе отвориме една дилема: вирусите се најпроста биолошка форма или можеби најсовршена? Ова го оставам на вас, можете како есеј да го сработите и да размислите во оваа насока. И на крај сакам ова да го направите: дадени ви се неколку вируси, да истражите дали станува збор за ДНА, РНА вирус или можеби ретровирус, да истражите каква болест предизвикува и да истражите дали има вакцина за тој вирус. И конечно за на крај, тука е корона вирусот. Да ве подсетам, носете маски, одржувајте хигиена, мите раце, избегнувајте затворени места со многу луѓе, тоа е најважно за вас, младите. Иако веќе мора да бидете во простор со многу луѓе, нека бидат отворени прозорците, луфтирајте почесто и најчесто колку што можете. Со тоа би го завршил ова
видео предавање, ве повикувам да го следите следното предавање за прокариотите, градба и карактеристики на прокариотите. Ви благодарам за вниманието.